Националната платформа за женско предприемништво е проект кој што го работиме и го имплементираме од почетокот на 2021 година и ќе го работиме до 2023 година, до крајот на 2023 година. Тоа е проект кој што е кофинансиран од Европската унија. Главната цел на Сдруженијето на бизнис жени е економско јакнење на жените преку јакнење на женското предприемништво. Она кое што сакаме да го направиме преку проектот Национална платформа за женско предприемништво и преку Националната платформа за женско предприемништво, кое што ја креиравме веќе како тело, е да ги склопиме и да ги составиме сите активни чинители кои што работат на темата предприемништво и женско предприемништво и со заеднички сили да направиме поместување на полето женско предприемништво во однос на условите за градење на женско предприемништво, во однос на политиките за градење на женско предприемништво, јакнење на женското предприемништво како поединци како една заедничка целина, значи воопшто екосистемот да го зајакнеме за женско предприемништво. Националната стратегија за женско предприемништво беше донесена од страна на владата во 2019 година, поточно 18-та на крај, меѓутоа почна да се имплементира 2019 година и таа национална стратегија фактички се поклопува и со интересите и целите на Сдруженијето на бизнис жени, па и со Националната платформа на женско предприемништво. Тоа е економско јакнење на жената преку јакнење на женското предприемништво. Во 2019 година веќе успеавме да направиме некои активности и да спроведеме дел од активностите и целите кои што беа во стратегијата. Тоа беше креирање на поволни политики, деловен амбиент и развој на женското предприемништво, со тоа што ние тогаш одработевме во сите активни мерки кои што се од владата за предприемачите, да имаме поволен број на поени кои што се дадени за жените предприемачки. Што значи тоа? Тоа значи дека во секој еден повик додаваме по 5 до 10 бодови плюс доколку се појави жена предприемач. Тоа е онаа позитивна дискриминација, ние така ја нарекуваме позитивна дискриминација. Тоа значи дека со тие 5 до 10 бодови им даваме повеќе шанси на жените да добијат дел од средствата кои што се дадени од институциите. Со тоа жените имаат ветер во грб за да понатаму продолжат со своите предприемачки активности. Националната платформа е широко поставена платформа, значи ќе се работи на повеќе тематски групи, секторски групи. Првата тематска група ни е за креирање политики. Она кое што сакаме да го направиме е да за почеток да ги согледаме политиките кои што се во основ на женско предприемништво и кои што се поврзани со женско предприемништво и да видиме дали сме поврзани со европската, светската регулатива, дали сме во корелација со нашата национална стратегија за женско предприемништво, да видиме нашата легислатива дали има можеби некакви препреки за развој на женското предприемништво и да видиме кои се можностите од нашата легислатива за развој на женското предприемништво. Откако ќе ја видиме, ќе ја согледаме таа ситуација со женското предприемништво, тогаш ќе пристапиме кон креирање на нови предлог политики кои што понатаму нормално ќе ги пласираме до институциите, до владата и така натаму за развој понатамошен на женското предприемништво. Проектот ќе трае 3 години. Искрено се надевам дека ќе алоцираме и ќе поставиме добри насоки како да се развива женското предприемништво и како од жените од предприемачки кои што се во микро и мал сегмент ќе пораснат во предприемачки кои што имаат поголеми компании, кои што имаат поголем обрт, нормално поголем профит. Исто така се надевам дека ќе направиме една овозможувачка околина со која што ќе им дадеме можност на жените да бидат предприемачки и при тоа нема да стравуваат од различни несакани дејанија кои што може да им се случат поради тоа што отвориле компанија.
И секако на крај би ја споменала и мојата високо поставена цел која што е во врска со развојот на женското предприемништво. Тоа не е високо поставена цел на проектот, како цел на проектот, туку лично моја високо поставена цел, а тоа е дека женското предприемништво во нашата држава треба да биде поставена онака како што во моментов се поставени стартапите и иновацијските проекти. Ако ние се насочиме и одработиме со таа силина и со тој жар за женско предприемништво, онака како што се работи сега за стартап заедницата и за иновативните проекти, ја верувам дека ќе постигнеме и дури и многу поголеми резултати отколку што сега постигнуваат овие програми.